Мачки црева, тоа е на торакалниот и абдоменалниот дел. Потењето, тоа се овие крајни сензори, тие се од специфични материјали што го мерат отпорот на кожата на телото. Значи кога човек лаже, отпорот на телото се смалува, односно се запотува повеќе. Во живо не го гледаме, но инструментот го мери таа реакција. Средниот сензор е плетизмограф. Плетизмографот ја мери промена на волуменот на крвта. Значи кога човек не ја кажува вистината, крвта се повлекува од прстите, оди во други делови од телото за да направи подобра реакција. Но ние сето тоа го забележуваме на полиграфскиот инструмент, односно на лаптопот. И третиот сензор е мажетна за исто како за мерење за крвен притисок. Како на лекар, преку незе ги гледаме промените на волуменот во срцето, работата на срцето и пулсот. Значи кога човек не ја кажува вистината, се воочуваат драстични промени во работата на срцето. И имаме испод вас, тоа е сензор за контрамерки, тоа е перниче. Јас сум седната на перничето во моментот. Доколку рековме испитаникот не се согласува со насоките, доколку мрда, доколку се движи, ние тоа ќе го забележиме на мониторот, ќе му кажеме дека прави одредени контрамерки, тоа ни покажува и сигнал дека нешто сака да злоупотреби, односно да го извитопери тестирањето. И исто нозете, кога се тестира, двете нозе треба да бидат спуштени на подот, за да не може да има некои движења во текот на полиграфското тестирање. Значи, како полиграф